Денес православната црква го празнува споменот на светиот великомаченик Димитрий Солунски и преподобниот маченик Јоасав. Свети великомаченик Димитрий Солунски. Овој славен и чудотворен светител е роден во градот Солун од благородни и благочестиви родители. Измолен од Бога од бездетните родители, Димитрий бил син единец, заради што со големо внимание бил одгледуван и воспитуван. Неговиот татко бил солунски војвода. Па кога таткото умрел, царот го поставил Димитрий за војвода на местото на таткото. Кога го поставил за војвода, Христоборниот цар Максимилијан посебно му препорачал да ги гони и да ги истребува христијаните од Солун. Но Димитрий не само што не го послушал царот, туку спротивно, јавно го исповедал и го проповедал Христа Господа во градот Солун. Кога за тоа слушнал царот, многу се огорчил на Димитрија, па при враќањето од војната против Сармат, царот Максимилијан навратил во Солун да ја испита работата. Тој го повикал војводата Димитрий и го испрашувал за верата. Димитрий јавно пред царот признал дека е христијанин и покрај тоа уште го изобличил царевото идолопоклонство. Разлутениот цар го фрлил Димитрија во затвор. Знаејќи што го чека, Димитрий го предал својот имот на својот верен послушник Луп за да го раздаде на сиромашните и заминал весел во затворот, каде што му предстоело страдање за Христа Господа. Во затворот му се јавил ангел Божи и му рекол: „Мир на тебе, страдалниче Христов, биди маж и крепи се." По неколку дена царот ги испратил војниците во затворот за да го убијат Димитрий. Тие го нашле Божиот светител на молитва и го избодиле со копје. Неговото тело тајно го зеле христијаните и честно го погребале. Од телото на Христовиот страдалник потекло исцелително миро, со кое многу болни се излекувале. Наскоро над моштите била изградена мала црквичка. Некој илирски велмож, Леонтий, бил болен од неизлечива болест. Тој дошол кај моштите на свети Димитрий со молитва и бил потполно излекуван. Од благодарност, Леонтий изградил многу поголема црква на местото на старата. Светителот му се јавил два пати. Кога царот Јустинијан сакал да ги пренесе моштите на светителот од Солун во Цариград, од гробот се појавиле искри и се слушнал глас: „Застанете и не фаќајте." И така, моштите на свети Димитрий останале за секогаш во Солун. Како заштитник на Солун, свети Димитрий многупати се јавувал и многупати го спасил градот од голема беда. Нема број на неговите чуда, и русите го сметаат за покровител на Сибир, кој е освоен и припоен кон Русија на 26. октомври 1581 година. Преподобен маченик Јоасав. Ученик на светиот Нифонт, патриарх Цариградски, се подвизувал на Светагора. Имал толку љубов кон Христа Господа, што сите подвизи му се чинеле како недоволни, заради што сакал да пострада од љубов кон својот Господ. Затоа отишол во Цариград и јавно пред турците
ja ispovedal verata vo Svetata Trojica i vo Sinod Božji. Ogorčenite Turci mu ja presekle glavata na 26. oktombri 1536. godina.